2 дена откако се урна едниот дел од куќата на семејството Ристовски во село Сиричино, 5 деца и нивните родители живеат кај соседите. Зимава треба да дојде на свет и нивното 6-то дете. Останати се на милост на нивните добронамерни соселани, вели Вилко, но прашува до кога ќе може да престојуваат во туѓи домови и апелира што поскоро да им се помогне. После катастрофата јас си живеам у комши. На друго место немам. Ама у комши не може да живеам ја со месеци. Дан, 2, 3, ако може државата ќе помогне тоа. Да не иде судот ја куќа више и самите илиот века пропадната. Ако може да се помогне, што поброгу, зашто зима идат деца мали, нема да се на улица децата, треба да се гледа, треба што утре треба да бъде, да се купи, да се облече, да тера, ја да се ми станат. Другиот дел од куќата остана неурнат, но Сонја и Борче стравуваат дека и него го чека иста судбина, судејќи по распуканите зидови. И тие ноќта ја минуваат во комши, дење доаѓаат да сготват нешто на брзина за јадење, плашејќи се дека во секој момент куќата може да ги поклопи. Преко дан идеме овде кај куќа, имаме чум тоа да приготиме за јадење нешто, на навечер спиеме кај комшијет. И туе со срад 2-3 сата или 1 сат седиме и идем пак и комшијет им досаѓамо. Тоа е сега. И без работа останамо, не пуштија одиохме као отказни решења. 28 години работам и тоа е работата. Финансија смо слаби, немам кој да ни помогне, се кој може да ни помогне тоа. А при продукти за јадење и за лични хигиена. У сваки момент може да се урне и нашиот објект. Сега смо уложиле со пријатели, помошни давале да ги направиме тие собе, сме ги направиле како што треба, се тоа. Ако остане вака, може и тој дел да падне и готово, за нигде улица станувам. Семејството Ристовски ни посочи дека спроти куќата имаат нивно место каде што евентуално би се направила нова градба, секако со помош на институциите и добронамерните граѓани. Инаку увид на лице место извршиле работници од Центарот за социјална работа Тетово, кои им понудиле еднократна социјална помош до 30.000 денари. Во телефонски разговор со градоначалникот Тони Коцески пак дознавме дека општина Јегуновце првично ја известиле местната заедница на село Сиричино дека имаат на располагање одредена сума за материјали. За следниот чекор ќе се решава на наредната седница на Советот на општината. До изнаоѓање на трајно решение дом за 12 членото семејство Ристовски ќе бидат куќите на нивните соседи.